Одраз, месечен подкаст со едно прашање, 3 размисли и еден одговор. Меѓу една од големите и универзални мистерии, што го интригирале човековиот ум низ вековите и континентите, е таа за размножувањето на европската јагула. Од каде потекнуваат новите единки во европските реки, кога никој не видел младо од јагула во нив? Човек ќе си помисли како да никнуваат од земја. Аристотел го сметал токму тоа, дека јагулата спонтано се создава во утробата на земјата и како црв избива од неа. Древните египќани пак верувале дека таа е поврзана со богот на сонцето Атом и дека оживува штом сонцето го огрее Нил. Меѓу поновите научници од 20 век се издвојува Зигмунд Фројд. Тој ја сецирал утробата на европската јагула во обид да дознае нешто повеќе за незините репродуктивни органи. И секако да се теоретизира уште малку околу сексуалноста. А доколку вниманието пак го свртиме на македонските регии, се зборувало за така нареченото свадбено патување, за кое денес знаеме многу повеќе. Го нарекуваме свадбено патување поради тоа што женките веќе се во сладките води, па ги чекаат мажјаците во солените води. Таму тие, значи, аналогно на една, да кажам, свадба, се чекаат заедно и после таму си продолжуваат својот пат до Саргасовото море за да го направат својот подмладок. Данче Аџиовски, кустос биолог од музеот доктор Никола Назлобински од Струга, не објасни низ што се поминува европската јагула која живее и во сладките води на реката Црндрим, а оттаму патува се до Атлантскиот океан, на илјадници километри од тука. Таму, во близина на Бахамските острови, таа конечно може да се размножи. Сета оваа комплексност на незиното постоење пред се должи на долгиот еволутивен пат. Според некои процени, тие јагулите настанале уште во периодот од пред 140 до 65 милиони години, што на некој начин еволуциски нив ги прави и современици на диносаурусите. А каков ни, ако може ни кажете, статусот денес на јагулата? Колкав е степенот на незиното загрозување? Па можам да кажам дека како и кај нас, така и на глобално ниво степенот на јагулата општо е загрозен. Овде кај нас може да се каже дека без природниот систем на самообновување, денес јагулата кај нас екзистира само како аквариумска риба, која е покрај вештачкото порибување што го имаме, значи во нашето езеро, константно таа го намалува својот број. Исто така може да кажам и на глобално ниво дека имаме голем пат на популацијата на овој вид на риба, на јагулите. Тоа најчесто таму се одвива и поради загадувањето на реките, поради миграцијските бариери, како што имаме случај кај нас, поради експлоатацијата и потрошувачката, бидејќи јагулите се и многу популарен извор на храна, посебно во Азија и Европа. Така да можам да кажам дека веќе и загрижувачки тоа што е до толкав степен на загрозеност овој вид на сладководна риба, јагулата. Дали ќе дозволиме видот кој преживеал милениуми, денеска да изумре поради нашите активности и промени што ги предизвикуваме? За сето она што се испречува на свадбениот пат на јагулата и за начините на кои таа би можела да се провлече и да преживее, разговараме со 3 личности во втората епизода на подкастот Одраз. Пред да се обидеме да ги разбереме незините проблеми, да се обидеме да ги разбереме потребите на европската јагула. Како таа патува до Саргасовото море, односно до Северниот Атлантски океан, и зошто токму таму таа сака да се размножи. Интересно е што исто така тие се активни само ноќе и патуваат само ноќе, исклучиво по десната страна од реките, од сладките води. И тоа е, значи, еден доста интересен факт за нив. Така што оние единки веќе што се во сладката вода се главно женски, значи, јагули, и кога тие патуваат, кога веќе ќе стигнат во делтите од самите реки, пред да навлезат во солена вода, во солената вода веќе групирани ги чекаат машките единки, мажјаците, и после тоа кога ќе навлезат во солената вода, сите заедно почнуваат да го продолжат својот пат до Саргасовото море. Значи овој пат е доста долг и може да се каже дека европската јагула има еден од најдолгите миграциони, значи, патови за размножување од сите сладководни јагули. А што го прави незиното тело подготвено за овој долг пат?
Тие се значи јаголи кои што имаат змиовиден облик на нивното тело и всушност поради обликот на нивното тело тоа ја прави оваа јагула да биде еден од послабите пливачи меѓу другите риби, но сепак тие во вода можат да постигнат и завидни 35 км на час во пливање. Она што е една добра, доста интересна карактеристика из овие риби е нивната боја на телото. Нивната боја е претежно темно кафеава, но кога ќе достигнат нивната полова зрелост и веќе кога ќе почнат да се спремаат за она нивно така наречено свадбено патување, тогаш бојата на телото им преминува во сребреникаста, односно посветла. И друга интересна карактеристика е што овие риби, значи јагулите, претежно живеат во сладки води, а се размножуваат во солени води. Овие морфолошки промени кај јагулите даваат и објаснување за проблемот на Фројд. Тој можеби своето истражување го правил во малку погрешен период, ако се цирал женска единка со полни 10 години на есен, ќе имал поголеми шанси да успее во експериментот. Кустос биологот Данче Аџиовски тоа го објаснува преку морфолошките промени кај европската јагула во оние месеци пред да појде на патот толку илјадници километри. Кога ќе достигнат своја полова зрелост, веќе кај нив настануваат големи анатомски промени, значи во нивните органи, во нивното тело, кога се спремаат за тој свадбен пат. Тука имаме сега една разлика помеѓу машките и женските единки. Женските единки стануваат полово зрели веќе во 10-та година, а мажјаците веќе во 12-та година и почнуваат да се спремаат негде во пролетните месеци за тоа свадбено патување, кое што веќе се одвива на есен. Тие почнуваат тогаш интензивно да се хранат, при што ја зголемуваат и својата телесна маса до 6%, со што женките веќе стануваат поголеми се од мажјаците и кога ќе престанат веќе да се хранат, кај нив интересно е што дигестивните органи се редуцираат за сметка на половите органи, значи половите органи веќе почнуваат доста да се развиваат и во есенскиот период кога ќе почнат тие обилни дождови, тие почнуваат веќе да мигрираат кон морињата. Патувањето до Саргасовото море трае повеќе од една година. Јагулите не запираат за одмор никаде. Оние кои ќе успеат да стигнат до конечната дестинација, можат да остварат својата животна цел, да се размножат. И потоа, нивниот живот завршува. Па вака има едно објаснување, тоа што возрастните единки, значи мажјаците и женките, кога тие женките ќе ја положат својата икра, тоа на длабочина се одвива од околу 1000 метри, и кога самите јајца ќе бидат оплодени од мажјаците, веќе самите возрастни единки изумираат од тоа што се изморени од патот. Веќе тие завршиле својата мисија и оставиле свој подмладок, тие веќе угинуваат. И веќе сега тие новите оплодени јајца кои што се на длабока длабочина веќе пловат кон површината и носени од морската струја, веќе тие, значи, нови единки започнуваат да се враќаат на истиот пат од каде што дошле нивните родители. Тие првенствено се развиваат во ларви, нивниот пат назад трае 3 години и за тие 3 години тие растат и се развиваат во возрастни, односно во подмладок на јагули. И тука, значи, има една доста интересна карактеристика, можам да кажам, додека патуваат овие ларви, додека стигнат пред делтите од реките, во тој стадиум тие се стаклести јагули, значи прозирни јагулчиња, кои што се полово недиференцирани или хермафродитни. Кога веќе сега, оние единки што се предиспонирани да станат женки, тие ќе навлезат во сладките води, во реките и езерата и продолжуваат понатака. Оние кои што ќе останат во солена вода се мажјаците. Оние единки кои што се преминати во сладка вода, ако повторно сега се вратат во солена вода, тие можат да го сменат својот пол и да станат мажјаци и обратно. Значи и тоа е и експериментално докажано, значи тоа е она што е доста фасцинантно за овие риби што има, значи, некои такви феномени. Сето ова звучи интересно и доволно истражено, но сосем е необично што подмладокот умее да се врати до водите од каде што дошле нивните родители. Кој е објаснувањето за тоа?
Најверојатно, еве и според мене, можам да кажам дека тие се водени од оној така наречен животински инстинкт, кој што го имаат и повеќето, значи, живи организми, така да кога тие се враќаат, интересно што се враќаат по истиот пат, но сега за разлика од возрастните динки, тие одат по левата страна. Интересен е тој факт, но се уште, значи, нема точни податоци врз база на што е тоа, значи, враќање по истиот пат. Најверојатно животински инстинкт е еден дел од тоа, но сигурно има и некоја друга причина. Од 1980 година, европската јагола е прогласена за загрозен вид од страна на Меѓународниот сојуз за заштита на природата. Кога ќе се стави животински вид на оваа нивна црвена листа, тоа подразбира дека неговиот опстанок е сериозно загрозен и дека треба да се преземат мерки за негово сочувување. Но што се случило претходно за да дојде до овој статус? Во Македонија и во Албанија, по течението на реката Црн Дрим, односно на почетоците на свадбеното патување на јагулата од овие краишта, изградени се неколку брани во 60-тите години од минатиот век. Браната Глобочица започнува со работа во 1965 година, а Шпилје во 1969. Уште 4 други брани се изградени по албанското течение на реката во 70-тите и 80-тите години. Тие покриваат голем дел од енергетскиот капацитет во Албанија. Од мои сознанија, значи, веќе кога била во 1965 година пуштена во употреба браната, значи, на Хец Глобочица, тамошните вработени, значи, што биле тогаш гледале, и тоа стварно е жалосно, цели јата, значи, на јагули, практично, црна една густа маса во тој период на миграција, како се собира пред браната и чека, значи, тие да бидат пуштени, да го поминат тој пат. Има во светот вакви бариери, каде што се решени со тоа што се прават, да кажеме, на некој начин водни лифтови, рибни лифтови, за да може, значи, да поминат. Кај нас имало во минатото, од мои сознанија, ваков проект направен, точно, ама од кои причини не е реализиран, тоа не можам да кажам. Одговорот на ова прашање го побаравме кај хидробиологот Зоран Спирковски, кој речиси сиот свој работен век го минал во хидробиолошкиот завод во Охрид, работејќи, меѓу другото, и на проекти посветени на јагулата. На ниво на Европа, односно зборувам за земјите членки на Европската Унија, во 2007 година е донесена директива за јагулата која што ги обврзува земјите членки на Европската Унија да превземат посебни мерки за возвраќање на популацијата на европската јагула во природните станишта, односно во слатките води. Иако ние, значи, не сме членки на тој Европски сојуз, но сепак, како географски гледано на целина на Европа, спаѓаме и ние во рамките на правците на заштитата и рехабилитација или ревитализација на популацијата на јагулата во нашите води. А каква е позицијата на Македонија денес? Значи, со изградбата на првите брани, тогашна Југославија ги презема одговорностите за одржување на популацијата на јагулата со по пат на порибување со подмладок од јагула. Тоа било всушност, значи, договор помеѓу Албанија и Југославија, кој што понатака Македонија по отцепувањето од Југославија го наследува како правен наследник. Во поново време, решението е ограничено на увоз на подмладок на јагулата од Грција, што бил одгледуван во фарми, зашто хидробиологот Спирковски не сподели повеќе аспекти што треба да бидат земени предвид. Разликата помеѓу природниот и одгледувањето е драстична, сосема поинакви, значи, моменти на темпо на распона така се развиваат и токму поради сите овие недостатоци, негативности во порибувањето и она што рековме прекумерното искористување на јагулата, преку еден проект кој што беше присутен на просторите на овие три езера Скадар, Охрид и Преспа, а спроведен од страна на Германското друштво за техничка поддршка или ГИЗ, успеавме да реализираме еден проект со државите кои што располагаат со овие три езера и Дримот, тоа се Црна Гора, Албанија, Македонија и вклучувајќи го последно и Косово. Сите оние кои што се наоѓаат на сливното подрачје на реката Дрим, сочинето од Црни Дрим и од Бел Дрим. Поентата беше да се направи заеднички план за заштита пред се и управување со јагулата.
Во ред, значи тоа е најновиот план за управување и заштита на јагулата, па би сакал да прашам до кој степен на развој е. Овој план е верифициран од страна на владите на овие држави кои што ги спомнав и останува сега понатака неговата реализација. Што е, односно која е методиката на заштитата? Добро. Потребата е да се направат договори помеѓу земјите кој колку ќе плаќа, кому ќе плаќа за тоа да се реализира. Така, значи на тоа сме застанати. Значи тука сме застанати прво пред се, бидејќи ова се однесува, што реков, помеѓу Македонија и Албанија во случаев каде што активностите треба да се реализираат. Овие две министерства, значи од едната и од другата страна, треба да го решат тоа во што е поскор можен рок, за да се премине кон реализација. Следното, техничкото, е многу мал напор за да се реализира. Кога тоа еднаш ќе се воспостави како процедура, после ќе е многу лесно. За да добиеме попрецизна слика, неизбежно беше да поразговараме со представник на надлежното Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, поточно раководителот на оделението за рибарство Игор Бојаджиевски. Се искористи една можност во рамките на проектот, или мислам дека таа беше последна компонента од проектот за заштита и одржливо користење на биодиверзитетот на Преспанското, Охридското и Скадарското езеро, финансиран од ГИС, се најде можност и желба да се изработи еден нацрт план од страна на науката, односно од страна на експертите на трите земји, тоа се Република Северна Македонија, Република Албанија и Република Црна Гора, во соработка со експерти научни од Институтот од Поздам во Германија, да изработат еден ваков заеднички план кој се однесува на сливното подрачје на трите земји и кој е изработен согласно, да кажеме, искуствата европски. Сега, изработката на ваквиот план, значи нацрт план да го кажеме, беше со цел да истиот може да се донесе. Меѓутоа, со оглед на тоа дека во сегашната законска регулатива немаше можност за негова донесување, измената во овој закон ќе допринесе да може ваквиот план да биде донесен од страната на владата и заеднички да се спроведуваат мерките со соседните земји. Покрај ова, во функција на заштита на рибите во Охридското езеро и Преспанското езеро, а со тоа и на јагулата, е подпишана спогодба со Република Албанија за заедничко одржливо управување со рибите во овие води. Во рамките на оваа спогодба формирана е заедничка комисија која веќе започна со работа и во иднина ќе дава препораки за заеднички мерки и активности за заштита на рибите, а со тоа и на јагулата. Малку е жалосно, бидејќи сепак се гледаме едни со други преку езеро, а тоа не можеме да го реализираме. Значи, сепак зависи сето од политичката волја на двете влади. Како за крај на епизодата што ја посветуваме на јагулата, би можеле да заклучиме дека е сосем неопходно да се подигне јавната свест за постоењето на уште една од необичните природни реткости што ја карактеризираат нашата земја. Дополнително, тоа би можело да придонесе кон продолжување на активниот работен процес помеѓу македонското и албанското министерство, што се надлежни за одржување и овозможување на фасцинантното патување на европската јагула до водите на Саргасовото море. Оттаму, останува да согледаме колку свадбеното патување на јагулата, по 50 на години, на вистина ќе го добие своето заслужено ослободување.